Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во училницата на Едуино. Моето име е Елизабета Теодосиевска, наставник по македонски јазик во училиштето Јана Москомински од Скопје. Денешнава наставна единица е наменета за оние кои што се 8 одделение и гласи: нелични глаголски форми, глаголски прилог, глаголска именка, глаголска Л форма и глаголска придавка. Доколку го користите учебникот кој што го гледате на вашите екрани, тогаш оваа лекција се наоѓа на страницата број 20 и ве советувам да ги запишувате поважните работи. Што треба да научиме од оваа лекција? Кои се и како се градени неличните глаголски форми? Глаголската Л форма, глаголскиот прилог, глаголската именка и глаголската придавка. Цели кои што треба да ги исполниме: учениците да ги разликуваат личните, безличните и неличните глаголски форми, да ги разликуваат неличните глаголски форми и правилно да ги употребуваат. За почеток да се потсетиме. Кој дел од науката за јазикот се занимава со проучување на формите на зборовите? Секако дека тоа е морфологијата, нели? Оној дел од лингвистиката кој што се интересира за зборот, односно кој што го проучува зборот, се вика морфологија. И сега, бидејќи зборуваме нели за зборови, сите зборови не се исти во нашиот јазик, нели имаме најразличен вид на зборови, меѓутоа нас конкретно не интересираат глаголите. Какви видови на зборови се глаголите, односно кои зборови се глаголи? Глаголите се зборови нели кои што означуваат дејство или работа. Кои граматички категории ги разликуваме кај глаголите? Според што се менува еден глагол? Глаголите разликуваат лице, разликуваат број, време, начин, вид, преодност, залог, а неличните глаголски форми ја разликуваат и категоријата род. И сега според категоријата лице, кога зборуваме нели за категоријата лице, под категоријата лице се подразбира учесникот во говорот. Глаголите се согласуваат со личните заменки и тие имаат форми за трите лица во еднина и во множина. Првото лице е лицето што зборува. Второто лице е лицето на коему се зборува. Третото лице е лицето за кое што се зборува. Лицето кај глаголите се изразува со наставка. Например, спија м, спие ш, спие. Спие ме, спие те, спијат. Според категоријата лице, глаголите, односно глаголските форми, можат да бидат лични, можат да бидат нелични глаголски форми или можат да бидат безлични. Да се потсетиме нели кои беа кои. Кои глаголски форми ги викаме лични. Оние глаголски форми кои што можат да се променат во сите три лица во еднина и во множина ги викаме лични глаголски форми. Односно, значи сите глаголи кои што ги имаат во три лица еднина, три лица множина, се викаат лични глаголски форми. Еве еден пример таков. Јас реков, ти рече, тој рече, таа тоа нели рече. Ние рековме множина, вие рековте, тие рекоа. Значи оваа глаголска форма реков, рече, рече, рековме, рековте, рекоа е лична глаголска форма затоа што ги има сите три лица еднина и сите три лица множина. Кои глаголски форми ги викаме безлични? Глаголите кои што покажуваат дејства, кои што не можеме да ги поврземе со вршител на дејството, значи го немаме подметот, се викаат безлични. Безличните глаголи имаат секогаш, односно се наоѓаат секогаш во трето лице еднина. Такви глаголи, например, се оние кои што покажуваат некои природни состојби, например, врне, дува, вее, снежи, така натака. Потоа некоја душевна состојба, ми се спие, ми се плаче, некој воопштување од типот на во недела не се работи и слично. Значи, некои дејства кои што не можеме да ги поврземе со вршител на дејството. И ни останаа нели на крајот неличните глаголски форми. Која глаголска форма ќе биде нелична? Глаголските форми кои што немаат промена по лица се викаат нелични. Значи неличната глаголска форма не може да се промени по категоријата лице.
Овакви нелични глаголски форми во нашиот јазик има вкупно 4. Тие се глаголската Л форма, глаголската именка, глаголската придавка и глаголскиот прилог. Па сега, нели, поодделно да ги разгледаме кој е кој. За почеток, нели, како прва да ја земеме глаголската Л форма. Сите оние глаголи, нели, кои што завршуваат на Л формата, на буквата Л на крајот, ја викаме глаголска Л форма. Пред вас, значи, имаме една промена на глаголот седи, седел, седела, седело, седеле. Или седнал, седнала, седнало, седнале. Што значи дека од ова можеме да заклучиме дека глаголската Л форма се образува и од свршени и од несвршени глаголи. Кои граматички категории можеме да ги забележиме на глаголската Л форма? Таа има број, значи ја има категоријата број, може да се најде во еднина, може да се најде во множина. Ја има категоријата род, ја има во машки род, женски род, среден род, нели имаме посебни наставки за машки род, посебни наставки за женски род, посебни наставки за среден род, нели 3 рода во еднина и само еден во множина. Што значи дека од граматичките категории глаголската Л форма ги има родот и бројот. Завршоци, односно на кој што завршува глаголската Л форма, Л, ла, ло и во множина ле. Каде ја употребуваме? Си бил еднаш еден принц кој сонувал за убава принцеза и слично. Втората нелична глаголска форма ни е глаголската придавка. Се образува од глагол и наставките н, на, но и не, или т, та, то, те. Например, читан, читана, читано, множина читани, или носен, плетен, миен, шиен, ценет, ранет, пукнат, седнат, паднат, застанат. Овде пред вас имаме една промена, нели, на такви глаголи кои што станале придавки, односно на глаголски придавки. Па од глаголот слуша, глаголската придавка ќе биде слушан во машки род, слушана, женски род, слушано, среден род. Од глаголот падна, паднат, падната, паднато, во множина слушани, паднати. И примери за членувани форми, бидејќи глаголска придавка, нели, може да се сечленува, затоа што е именска група на зборови, слушаниот, слушаната, слушаното, слушаните и слично. Како што можеме да забележиме од сето ова, нели, глаголската придавка представува една преодна форма помеѓу глаголот и придавката и врши две служби. Може да врши глаголска служба, може да врши и придавска служба. Кога е со помошниот глагол сум или со помошниот глагол има, глаголската придавка врши глаголска служба. А кога стои пред именката и е употребена како атрибут, тогаш врши придавска служба. Например, имам плетено таков елек. Во овој случај, нели, таа е дел од прирокот и, односно, глаголската придавка, нели, е дел од прирокот и врши глаголска служба, а во вториот случај таа носи плетено елече. Какво е елечето плетено? Значи се однесува комплетно како придавка и врши придавска служба. И сега, кои категории ги има глаголската придавка? Значи глаголската придавка ќе ги има сите категории кои што ги има придавката. Ќе има, значи, род, ќе има број, ќе има член. Значи ќе ги има категориите кои што ги има именската зборовна група. Еве го родот, машки, женски, среден род во еднина, множина има една форма, може да се членува и значи ги има комплетно се однесува како една придавка. Трета нелична глаголска форма ни е глаголската именка. Глаголската именка се образува од несвршените глаголи кога ќе им додадеме наставка ње. Например, носи плюс ње добиваме носење. Например, носење, викање, плетење, читање, седење, пиење, јадење и слично. Што значи дека сите оние зборови кои што не завршуваат на ње, ни представуваат всушност глаголски именки. Е сега, не само од несвршените глаголи, некогаш и од некои свршени глаголи можеме да образуваме глаголски именки, меѓутоа наместо наставката ње, ја употребуваме наставката ние или тие. Например, одделение, издание,
решение, покритие. Например, од глаголот реши добиваме решение, ама од глаголот решава решавање. Значи, во зависност од тоа дали глаголот е свршен или е несвршен, добива соодветна наставка. Сега, глаголската именка ги има истите категории како што ги има една именка. Има род, има број, еднина, множина и може да се членува, односно може да се определува. Например, јадење во еднина. Јадења имаме множина. Јадењето можеме да ја членуваме. Јадењево, јадењено. Смеење, смеења, повеќе во множина. Смеењето, смеењево, смеењено, го слушам надалеку или така натака, значи можеме да ја членуваме. Што значи дека и оваа именка, иако по потекло е од глагол, односно има глаголско потекло, сепак сите категории по кои што се променува, по кои што се менува и се именски и се однесува буквално како именка. Последната нелична глаголска форма е глаголскиот прилог. Тој се образува од несвршени глаголи и ја добива наставката ј, ќ, и. Така што еве, од глаголот чита, ако му ја додадеме наставката ј, ќ, и, ние сме направиле еден глаголски прилог. И тој глаголски прилог ќе гласи читајки. Например, читајки, носејки, викајки, плетејки, одејки. Одејки кон училиштето го сретнав Митре. Кои категории ќе ги има глаголскиот прилог, како тој ќе се однесува, нели? Тоа е неменлива глаголска форма, нелична, не познава категорија лице иста како претходните. Се искажува со него дејства кое што се врши паралелно со некое друго дејство во реченицата, односно оди заедно со глагол во лична глаголска форма со кого што имаат заеднички подмет, односно заеднички вршител на дејството. Например, јас најчесто читам седејки. Имаме еден глагол во реченицата, значи тоа е глаголот читам. Глаголскиот прилог го придружува, значи имаат заеднички вршител на дејството, овде е јас во реченицава и нели го дообјаснува, да речеме, глаголското дејство. Се однесува како прилог. На екраните гледате една вежба, односно една табела, која што треба да ја пополните според барањата. Од левата колона ви се дадени, значи, глаголи чита, носи, чета, чека и лета, од кои што треба да направите глаголска именка, глаголски прилог и глаголска придавка. Значи, од глаголот чита да направите глаголска именка, потоа глаголски прилог и глаголска придавка. Пополнете ја табелата. Доколку тоа го сторивте, табелата треба да изгледа вака. Од глаголот чита, глаголската именка, нели ја градиме со додавање на наставката ње, па добиваме читање, глаголскиот прилог ќе биде читајки, а глаголската придавка ќе биде читан, читана, читано и во множина читани. Од глаголот носи, глаголската именка ќе гласи носење, глаголскиот прилог носејки, а додека глаголската придавка носен, носена, носено, носени. Од глаголот чека, глаголската именка е чекање, глаголскиот прилог чекајки, глаголската придавка чекан, чекана, чекано, чекани. И од глаголот лета, глаголската именка е летање, глаголскиот прилог летајки, а глаголската придавка летан, летана, летано во еднина и летани во множина. Задача за дома. Напишете по 5 реченици во кои ќе употребите нелични глаголски форми. Значи глаголска именка, глаголски прилог, глаголска придавка. Јас ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.